Веќе договорената спогодба помеѓу Министерството за образование и Синдикатот за образование, наука и култура е потпишана денес. Во име на Министерството, спогодбата ја потпиша министерот Арбар Адеми. Това е трета поред покачување на платите. Првин сме имале покачување на платите во основно и средно образование во септември 2018 година за 5%, па потоа од септември ова година исто така второ поред покачување на платите за 5% и сега од 1 јануари според договореното пред известно време заедно со СОНГ ќе имаме трето поред покачување на платите за основно и средно образование со потпишување на ова спогодба. Потпишаната спогодба, премиерот Зоран Заев ја прокоментира низ бројки. Со овие две спогодби за основно и средно образование од 1 јануари платите на околу 20.000 вработени во основните училишта и на околу 8.000 во средните училишта ќе бидат повисоки за 10%. Ако на овие бројки се додаде покачувањето на платите вработени во високото образование со околу 4.500 вработени и на вработените во јавните научни институти, каде што се офатени 220 вработени, се доаѓа до бројка од вкупно 32.700 граѓани вработени во образованието и науката кои добиваат повисока плата. Иако договореното го потпиша и покажа доза на задоволство, синдикалниот лидер Јаким Неделков порача дека работата докрај не е завршена. Задоволство е да се каже дека во изминатиот период навистина имавме коректен социјален диалог и партнерство со Министерството образование, меѓутоа останаа уште некои недовршени работи кои што сум убеден дека во наредната календарска година ќе мора да се завршат и тие работи, се однесува на потпишување на колективен договор за високо образование и наука, каде што ќе се регулираат правата и обврските на потписниците. Сега оваа година со одлука на владата има зголемување, меѓутоа сепак тоа мора да се регулира со колективен договор. Ова значи дека вработените во образованието нова прилика за покачување на платите ќе бараат многу бругу, но секако тоа нема да биде порано од септември, потоа се зависи од априлскиот изборен исход.